во овчеполието се одамна практицира, посебно со автохтоната, не би рекол раса, затоа што овца, пробатонка, се уште не е раса. Од интерес на вештината се трудиме да ја направиме раса. Што е многу значајно, што нашите сточари се уште ја имат задржано расата овчеполска. Прастара раса. Луѓе, ако направиме процес на поддршка на таа прастара раса, на тој сој да направиме и раса. Пробатонка е она, не е овчеполка во првобитното време, затоа што овчеполе е пробатон, пробата, го добива името токму поради присуството на овците. Фондот перманентно сточен се намалува. Сега имаме околу 24.000 овци. Онаа стока која што се напасува во низинскиот дел паси мора да се искаше, испашата да се каже, испашата ја врши на солените почви. Од тука произлегува самиот факт за збогатување како додадена вредност на млекото природната соленост. Значи, науката докажала дека млекото се произведува преку устата, што ќе јаде стоката, тоа и дава, нели, како производ. Кога овците ќе се напасуваат на тој предел кај што се солените почви, тука е прво и пред се здравствената состојба на овцата. Значи, самото присуство на јодот во солта овозможува здравствената состојба да биде на едно високо ниво. Второ, млекото, кога ќе го испашата на солените почви, таа додадена дополнителна вредност ја добива. Сирењето се намалува употребата на солта, што значи дека како органски производ може да се третира. Кога работевме на промоцијата на овчеполското сирење, нели, дојдовме до определени сознанија токму од патеписецот Челебија. Вели вака, на пазарите во Солун, кај што караванот од Македонија доваѓал, за да го однесе сирењето овчеполско, на тие пазари, на тие тезги, додека не дошол караванот од овчеполските фактички производители и трговци, никој не смел да стави на тезгата своје сирење, затоа што ова било невиден бренд. Таму се вели мирисело на мисковина, а мисковина, знаете, е нешто многу пријатно и вкусно. Значи, нема подобро сирење од овчеполското сирење. И биеното, и белото си имаат своји карактеристики. Па на сонце печено сирењето, па во фурна подпечено сирењето. Тоа се типови на сирење кои требаше досега да ги брендираме.